Жестоко ќе реагираме ако видиме дека се случуваат несакани појави со цените. Премиерот Христијан Мицкоски во денешната изјава истакна дека трговците ги намалија цените пред новата за речиси 10%, а некаде и повеќе. И како што додатно вели, очекува ваквата ситуација да продолжи во деновите кои следат. Изјави дека и понатаму се вршат следење на трговците преку државниот пазарен инспекторат. Па да, моравме да интервенираме и да покажеме колку сме сериозни во намерата да не може одредени трговци на грбот на граѓаните да остваруваат дополнителни екстра профити, па тие ги намалија цените пред нова година, некаде 10, некаде 15, некаде и повеќе проценти. Очекувам овој тренд да продолжи и во деновите кои што следат. Ако некој мисли дека ние не го следиме се тоа, мислам дека се лаже. Ако ги гледаме профитите кои што ги остваруваат трговските ланци, ќе дојдеме до заклучок дека помеѓу условно кажано најуспешните компании 10, 15, 20 гледаме такви трговски ланци. А конјунктурата на бизнисот не е сменета. Кога зборувам конјунктурата, зборувам волуменот, не е драматично зголемена потрошувачката или некои иновативни методи, нели? Туку станува збор за покачување на цените и тоа не е добро. Ние го следиме тоа на деневна основа преку државниот пазарен инспекторат и верувајте дека жестоко ќе реагираме ако повторно видиме дека се случуваат несакани појави. Она што е заклучно за пензионерите е тоа дека за 9 месеци пензиите ќе бидат зголемени за 5000 денари, со додадените 2500 денари во март, додава Мицкоски. Да, во новиот буџет се предвидени зголемувања сега во мартовската пензија, односно која што ќе биде исплатена почетокот на април, односно како што доаѓа исплатата на пензиите практично самиот крај на март, почетокот на април, за мартовската пензија ние дополнителни 2500 денари линеарно зголемување, со што се заокружува она ветување дека во првата година линеарно пензиите ќе бидат зголемени за 5000 денари. Ние за 9 месеци тоа ќе го направиме и мислам дека пензионерите се задоволни од оваа мерка и мислам дека на некој начин успеваме тие пензионерски денови да ги олесниме како влада и ќе продолжиме во таа насока да работиме и во иднина повеќе од 300.000 пензионери ќе го добијат тоа покачување со мартовската пензија. Во согласно со ситуацијата, мерката за намалувањето на цените на производите кои што спаѓаат во новогодишната кошничка започна да важи од 15 декември и ќе трае заклучно до 15 јануари. Како што посочи премиерот, владата жестоко ќе реагира доколку има непочитување и во овие останати денови до 15 јануари. Целта е да се овозможи пониски цени за граѓаните за време на предстојните новогодишни и божикни празници. Во врска со пензиите, со додатните 5000 денари до март пензионерите исто ќе имаат соодветни услови за живот.